Самата причина што јас сакав да искочам и надвор да студирам кулинарство и гастрономија затоа што реално нашата држава не нуди некоја си многу добро образование за кувари. Здраво, јас сум Олег Забазовски, главен кувар во Олјос, исто така и собственик. Ја кога мал од сега сум ја сакал храната и кога уште од мал сум пуничок. И храната ми била паси уште од мали години, со тоа што целата приказка започна од кога јас излажив желба со мојата мајка на 14 години или на 13, така не се сеќам подетално, да направиме торта заедно. И беше специфична торта, со внатре имаше карамела, кршена на парчиња и ние од сабајле до вечер ја правевме тортата, на крај испадна кој што треба да биде и од тогаш почнав да и помагам на мајка ми со општи ствари од кујна, као миење салати и така натаму, со тоа што исто мајка ми многу е љубител на месо и првите ствари што ги готвев беа месо, исклучиво само месо беше. И со текот на времето многу и поише ми растеше пасијата за кујната и со сестра ми решивме заедно да најдеме образование надвор од Македонија, затоа што образованието во Македонија реално за угостители е многу ниско. И најдовме факултет во Бугарија, во Варна, каде што е 2 години за кулинарскиот дел и за гастрономијата и после тоа има уште 1 година ако сака за холиерство. Јас го завршив што беше академијата за 2 години. Со тоа што готвев нон-стоп дома и помагав на мајка ми, мене ми се створи пасија за готвењето. Гледавме факултети во Турција, гледавме факултети во Швајцарија, но на крај највеќе одговараше факултет што го најдовме во Варна во Бугарија. Самиот факултет нудеше првиот семестар го нуди како теорија, каде што ти се запознаваш со кујната, ги учиш теориите на кујната, кои бактерии, кроз контаминации и така натаму, а со тоа што вториот семестар е пракса во Мишлен ресторани. Факултетот траеше 2 години, односно има 4 семестри, 2 семестри се теорија и 2 семестри се Мишлен ресторани пракса. Јас во вториот семестар бев во една Мишлен звезда во Билбао, а за четвртиот семестар бев во 2 Мишлен звезди во Барселона. И реално за на мои 19 години као прво работно место во кујна беше една Мишлен звезда и тоа за мене беше многу голем предизвик затоа што почињаме од врвот на кујните и така се симињаме надоле. И за почетокот, затоа што беше моја прва работна позиција, првите 3 месеци јас работев за време на сервисот во стартерите, каде што излага првите јадења од дегустационото мени. И во остатокот бев во пейстри секција, односно за благите и за вториот дел на стартерите и до крајот на мојата пракса бев во персонал. Односно јас го готвев заедно со шефот персоналното јадење. 2 пати дневно за 30 луѓе. Потоа вториот семестар од нашиот факултет беше така да кажем ригорозен и повеќе бевме навлезени во самите техники и совладување на рецептите во кујната, за да бидеме многу поспремни за четвртиот семестар, бидејќи тој беше во 2 Мишлен звезди, ресторан кој се вика Енотека и беше во склоп на Риц Карлтон хотел. Со тоа што таму правилата беа многу поригорозни него од првата пракса, но сепак и предизвикот и самата пасија беше поголема затоа што сепак е 2 Мишлен звезди. Самата причина што јас сакав да искочам и надвор да студирам кулинарство и гастрономија затоа што реално нашата држава не нуди некоја си многу добро образование за кувари и така се збори низ град дека тој што нема кај да се запише на крај на денот иде на угостителство да работи, со тоа што тоа значи дека многу голем дел од луѓето што работат што учат во угостителското училиште немаат опште пасија за угостителство и од таму се руши кадарот на самите кувари во Македонија, затоа е многу голем проблем да најдеш персонал за да работи во кујна. Додека бев во Барселона, негде околу половина од периодот што бев таму, ме контактира собственици на нов локал што би се отворил во Македонија и они сака јас да бидам дел од тимот, јас да го направам менито,
и да го истекнеме локалот со гастрономијата што може да се доведе. И реално они беа најголемата причина зашто јас се вратив во Македонија, затоа што знам дека тој период немавме некоја си голема гастрономска издигнатост, односно бевме заглавени на некои си тие јадења што сме си ги јаделе и ние како македонци реално мал народ сме и сакаме да си јадеме тоа што сме си навикнати на него. Ама и добри општо кај другите луѓе ново да пробаш нешто е предизвик сепак. И јас со тоа што јас им кажав на нив дека мене не ми беше планно да се вратам во Македонија, но им кажав дека имам услов да си донесам ја мој човек со мене. Во Македонија они го прифатија тоа и се вративме во Македонија и почнавме да работиме на локалот. На првата пракса, каде што пред да завршам, некои 2 месеци пред да завршам со праксата во Билбао, мене другарче од Скопје ме контактира дека више сум работел во Мишлин ресторан и дека треба јас да сум најдобриот кувар што го знае он и ми кажа дека кога се вратам во Македонија морам да го направам најдобриот бургер. И јас тоа со колегите седнавме зашто ја многу околу бургери немав знаење, се што сум правил дома е месо, исклучиво. И седнав со моите колеги да дебатираме на што би бил многу добар бургер и од таму уствари се склопи концептот на носталджик бургерот што ни е моментално најпродаван бургер во Олјос. А и тој бургер му е дајано име носталджик затоа што кај нас више 15 години го нема Макдоналдс на пазарот, а нашиот народ е многу носталгичен по Макдоналдс. И затоа со моите колеги пробавме да реплицираме некако вкусовите за да стигнеме до вкусовите на Макдоналдс, за да може да се разбуди носталгијата во нашиот народ. А исто така знаеме дека и мои пријатели е дури и јас понекад, аз стигнем у странство прв стоп е Макдоналдс. Затоа што таму си препознавме дека би било одлично. И јас од кога се вратив во Македонија, уствари, ние скоро секој викенд со моите другари правевме бургери. И таму уствари не беше далеко од совршен носталджикот, но со тек на време само што правевме нови, го донесовме да е до момент кај што е тука. Јас што се вратив во Македонија да работиме на новиот локал, таму самиот локал првиот моабет беше за да направиме најдобар бургер во Скопје. Зашто реално имало неколку добри места што правеле бургер, ама собствениците ми кажа дека сакаме да направиш најдобар. И таму почнавме со бургерите, со тоа што бургерите беа дел од стрит фуд менито, кај што самиот локал беше поише хибриден и имаше различни јадења, но на почетокот најголем успех беше со бургерите. Потоа работев во уште неколку македонски ресторани во Скопје и секаде каде што сум работел имало реквест од моја страна јас да им направам бургер. И со тоа што после тоа имаше некои си концепти каде што требаше да се отвара кулинарско школо, но не испадна ништо и од таму ја сватив дека можеме ја да се отворам моја. На почетокот не сакав да биде дуќан, затоа што уште од помал пасијата ми било да биде фудтрак, каде што не си фиксен на едно место, можеш да продаваш на поише локации. Но од кога се распрашав во санитарното катчево во Скопје дека ние усвари немаме никаков закон за мобилна продажба, решивме да отвориме дуќан, а самата одлука за да отвориме дуќан беше што во местото кај што работев, они има кафич и во нивниот кафич еднаш 2 пати неделно одевме со мобилна кујна, готвевме. И уствари тоа ми даде мене идеја кај што мој другар што беше диџеј, пушташе музика таму и јас му кажав, и он имаше исто негов кафич, релативно нов, му кажав дај да го правиме ова кај вас. И он ми кажа окей, јас следниот ден отидов купив инокстамаса, скара, фритеза и почнавме кај нив и реално имаше успех од првиот евент многу голем. И почна луѓето да не бркаат каде одиме, да стигнат на време, па не стигнале, распродадени сме били и уствари да го отворам дуќанот беше најголем притисок од народот, зашто ни сакаат да може да јадат секој ден, да не бркаат каде сме во градот. И уствари така почна приказката на Олјос. И со тек на време почна да се прават поише и поише попапи, многу поише кафичи почна да не викаат, искочи и многу нови брендови што прават на тој тип на работа. И
едноставно и самиот мувмент што се дешаваше голем за со самото движење што се случуваше со така фест фуд сцената во Македонија, така и моментално више има и закони за мобилна продажба, има закони за тоест има нови парцели каде што можеш ти да, затоа што начинот на мобилна продажба во Македонија каде што има тендери каде што се изнајмуваат одредени парцели, има во парк и околу Скопје, и ти таа парцела ја земаш во рок од 9 месеци. А моментално тоа што јас би сакал да го има, да има мобилна продажба каде што, како што е во Европа пример, јас да можам да ја земам парцелата и за 1 час ако сакам, например на различни локации во Скопје по 1 час, каде што можеш да ги опфатиш различни како да го кажам, не хотспот, туку локации, места, точки, да, као хотспот суствена, као пример да застанеш пред одредени училишта, да застанеш пред одредени автобуски станици каде што знаеш у кој период највеќе може да имало луѓе и така натаму. Исто многу пријатели мои, самата фамилија ме прашуваше зашто не сум започнал со нешто што е као што сум работел во Барселона fine dining, со тоа што јас мислам дека на самата сцена во Македонија фалеше, но и се уште фали добра стрит фуд храна. Со тоа што ние сме се навикнати на седмица, навикнати сме на Попе и навикнати сме на тие што се големи бургери, со тоа што тоа е сендвич со плескавици и сите си го сакаме, тоа не може да се искорени од нас. Но мене идејата ми беше да мрднеме малце од тоа и да одиме на малце по-премиум бургери, каде што се користи дали млечно лепче, дали бриош, чиста говедска плескавица и исто така у последно време мексичката храна почиња да биде доста релативна у македонската диета. И решив да биде стритфуд на почетокот затоа што стварно тоа фалеше и со самото тоа нас сепак бургерите ни беа со многу поголем приоритет и многу поише се инвестиравме во бургерите затоа што стварно јас се сметам дека ние имаме премиум бургери затоа што користиме чисто говедско месо, самата рецепта на лепчето што се прави е моја и на почетокот и со пекарот имавме некои си проблематики за како да го доведеме лепчето до перфектната состојба. И неколку пати доаѓав кај негово пекара, па заедно го правевме лепчето, но сепак до сега е лепчето направено да е во перфектната состојба. Со тоа што на почетокот Олјос го отворивме јас и мојата девојка. И на почетокот бевме со еден вработен, со тоа што првите 6 до 8 месеца ги работевме цел ден од сабајле до вечер, но тоа мене не ми сметаше затоа што уживав да бидам внатре во кујната и со тоа што уште од првиот ден, затоа што ние една година уназад имавме правено попапи низ Скопје, уште од првиот ден и првите 3 месеци кога отворивме бевме турбо цело време. Не беше она као што се дешавало во други локали каде што отвараш и првиот месец се послабо, па се разработува, кај нас беше турбо уште од првиот месец затоа што реално и со помош на мојата сестра свативме дека усвари тоа е многу добар пиар и многу добар маркетинг што ние една година претходно работевме по локали каде што луѓето една година унапред може да пробаат од нашите продукти и со тоа што кога ќе дојдоа кај нас во локал знаеа што ќе пробаат. Релативно тешко е да работиш во кујна, тоа да, не можам да го кажам дека не, ама ако имаш пасијата за да ги поминеш тоа време во кујна, да не се плашиш од ножот, да не се плашиш од температурите што работиш од нив внатре, на крај на денот најбитно е кога клиентот ќе го видиш и дека е многу задоволен од тоа што гајде како клима со главата, како ти кажува дека е многу добро и дека е најдобро дури мене многу тоа ме мотивира што многу голем дел од моите клиенти се од америчката амбасада и они стварно кажуваат дека моите продукти се најблиските продукти што може да ги нив потсети тоа што гадат дома. Дури еден клиент ми кажа дека треба да отидеме таму и да ги научиме како да се прават бургерите. Со моето 7 годишно, односно 8 годишно искуство во кујна, може само да кажам дека многу треба да си ја сакаш својата работа,
со тоа што кога одиш на работа не треба да биде од сабајле да станеш и да кажеш пак сум на работа, туку треба да си среќен и треба да ти исполнува секоја минута што ти си на работа, затоа што реално пасијата твоја според спрема твојата работа треба да е многу голема, затоа што стварно треба да го уживаш секој секундор ти си на твојата работа и да ти исполнува тоа што ти даваш 100 дури 200% од себе, иако не е твој локал, за ти да се издигнеш, да ги покажеш кои се твоите способности, а и у исто време клиентот да е крајно задоволен од продуктите што ги нудиш. Тоа се разбира не е само за кулинарството и за храната, тоа за секој аспект во секој бизнис.